5 до 12 одамна помина, а трпението на работниците е на крај. На 14 март пред работничкиот дом во Скопје започнува нов протест. Ке продолжи кон собранието, Стопанската комора и владата. Овој датум е новиот 1 мај, порача синдикалниот лидер Слободан Трендафилов и ги повика сите работници да дојдат и заедно да се борат за повисоки плати и достоинствен живот. Од ССМ велат колку ќе дојдете, толку и ќе добиете. Со организиран превоз од повеќе градови, синдикатот ги повикува сите од другите градови да дојдат и да бидат дел од протестот. Штом платите не се зголемуваат на преговарачка маса, ќе се бараат на улица. Во сабота е новиот 1 мај, но не е продолжен викенд. Немате изговори за да не дојдете и да се придружите на борбата за зголемување на вашите плати. Ќе организираме превоз од сите градови на Македонија затоа што тоа работниците го побараа од нас, оние работници кои не успеаа да дојдат во јануари на големиот работнички протест. Од почетокот на оваа година за 2000 денари е вредноста на синдикалната минимална кошница зголемена. Тие сакаат да ви дадат 1667 денари, што нималку не ја покрива ниту оваа сума која немате повеќе во вашите џебови. Првиот човек на ССМ предупредува на политички игри во следниот период и тврди: синдикатот нема да потклекне. Се огради од секакви влијанија и етикетирање на протестот. Ги отфрламе сите политички игри на грбот и на маката на работниците. Сите политички игри кои се правеа и сите политички игри кои ќе се обидат да ги прават во наредниот период затоа што до нас пристигнуваат и такви загрижувачки информации. Овие политички игри се поврзани и со ВМРО-ДПМН, и со СДСМ, и со сите политички активни чинители во Македонија. Сите вие бевте сведоци како сите тие, кога се опозиција, се соработниците, но каде се кога се власт. Во понеделникот Сојузот на синдикати не даде легитимитет на седницата на економско-социјалниот совет. Го напуштија состанокот и порачаа дека владата, работодавачите и другите синдикати се на истиот став, да има само законско согласување на минималната плата, но не и да се зголеми. Минималецот сега ќе чини 26.000 денари. Министерот за економија Бесар Дурмиши порача дека со законското усогласување се согласиле сите присутни синдикати, освен ССМ. За владината просечна потрошувачка кошничка, министерот тврди дека е реална, иако поевтина од пресметките на синдикатите. Покрај протестот на ССМ закажан за идната сабота, во најава е и одржување на генерален штрајк со цел остварување на барањата, а тоа се минимална плата од 600 евра и зголемување на другите плати за 100 евра.